Над 200 жени од речиси сите краеви на земјава дојдоа во Крушево по 16 пат свечено да го одбележат за нив најзначајниот ден во годината, 15 октомври, меѓународниот ден на руралната жена. Крушево за руралните жени ги отвори вратите за нивната дружба и прошетка низ бројните знаменитости, кои останале да не потсетуваат дека само преку битки може да се дојде до посакуваната цел. Битки кои руралните жени во своето секојдневие ги имаат, за да си обезбедат рамноправност и соодветен третман пред институциите и во општеството. Во насока на обединување и подигање на свеста на нас, руралните жени, за наша важна улога во локалните заедници и општеството, Националната федерација на фармери 16 години поред го одбележува Меѓународниот ден на руралната жена и за истиот настан имаме поддршка од Шведската организација за развој VFECT и Германското друштво за меѓународна соработка GIS. Руралните жени се столб на локалната економија, придонесувајќи како земјоделки, сезонски работнички или како предприемачки. Со својот ангажман тие пред се придонесуваат за одржување на семејството, односно обезбедување храна и намирници за домаќинството, но и за производство кое го пласираат на пазарите. From production of crops to processing, preparing and distributing foods, women's labor, paid and unpaid, feeds families, communities and the world. And for sure, the concrete challenges that societies face differ from place to place. But I think we do share the overall challenge, which is to ensure equal rights and equal opportunities for each and every member of a society. Руралната жена има клучна улога кога треба да се ублажат последиците од кризите, особено што тие се стожерот кој осигурува храна и правилно управување со природните ресурси. There is a growing awareness of the important and crucial role that women play in agriculture. Нама е до срце таа регионална сарадња, пошто, тоа е мало више него само сарадња. Тоа е и за сигурност мира у региону, тоа пуно значи. Многу мерки, политики и програми во целиот овој период се насочени токму кон руралната жена, се со цел да го добие заслуженото место тука и во нашето општество и во Северна Македонија. Едно од програмите по 15 години напорна работа и лобирање на Националната федерација на фармери, која од оваа година за прв пат почна да се применува, е правото на платено породилно мајчинство. Со гордост може да кажеме дека таа програма е усвоена од владата на Република Северна Македонија и жените веќе можат да го користат бенефитот и да бидат еднакви како секоја друга жена која е активна на пазарот на труд. Првата апликантка од програмата за социјална безбедност, обезбеденост на жените од руралните средини, платен надоместок за породилно отсуство. Благодарам и на вас, на сите. Честите ви е празнико на жените. Жените се уште немаат еднаков третман како мажите во општеството. Се среќаваат со многу предизвици. Многу е тешко да се живее во село и да бидеш рурална жена. Има Македонија ресурси за све, вода, трева, планини, ама ни има потреба од работници. Благодарници добија и невладините организации и поединци за својот несебичен придонес за правата на жените во сите пори на општеството. Да се биде лице со попреченост е тешко, но уште поголеми се предизвиците ако сте во рурална средина. Среќен празник! Се најубаво од мене! Ја ќе се трудам се додека постојам. За голем дел од присутните, Меѓународниот ден на руралната жена е денот кога тие излегуваат од сенките на дискриминацијата. Меѓународниот ден на руралната жена значи да се слушне гласот на нас, жените, на младите земјоделци, пред сите институции. Многу жени, особено во руралните средини, немаат пристап до семејниот буџет. Голем ден за нас, жените од руралната средина. Одбележувањето на Меѓународниот ден на руралната жена заврши со потпишување на декларација за регионална соработка на невладините организации од Македонија, Косово, Албанија, Црна Гора и Србија, со која заедно ќе се делува за подобрување на условите и положбата на руралната жена. Ми данас смо овде да подпишемо регионалну платформу
чија е цилј да поболшамо и унапредимо положај, економски и социјални положај жена у региону.